Да се патува користејќи го магистралниот пат А3 кој ги поврзува градовите во крајниот исток, Кочани, Македонска Каменица, Делчево, се уште има голем ризик, бидејќи одронот кој се случи синоќа е уште активен. Магистралниот пат А3 се уште е ризичен за користење. Во вчерашните доцни попладневни часови се случи голем одрон кој ги блокираше и двете коловозни ленти. Не можеше да помогне тоа да се случи ниту изградениот подпорен зид, а ниту пак заштитната мрежа која беше поставена. Не знам дали микрофонот може да го регистрира звукот во позадина додека ви ги кажуваме информациите, но свлечиштето е се уште активно и од време на време забележуваме повторно паѓање на земја и камења. Додека бевме на лице место од разговорот меѓу себе помеѓу работниците кои го чистат и нивните претпоставени, а тоа се неофицијални информации, едноставно не знаат што да прават и како правилно да постапат. Ако се одлучи на целосно отстранување на паднатите карпи, може да дојде и до повлекување на целиот рид. Теренот е таков што и при најмала интервенција за отстранување веднаш продолжува да паѓа нова земја и камења. Добро, ништо што прават од страната девјата на крај да може да табунират да поминат. Обезбедно ќе е така. Како што да. Иначе ако тоа почне да го чистат, Додека патувавме до локацијата, забележавме возила, но во многу мал број. Очигледно е дека интензитетот на сообраќај е намален, речиси и да го нема. Како што дознавме од службите овде кои што се на терен, официјалната забрана за сообраќај на патната делница А3 која што минува од Кочани, Македонска Каменица, Делчево, официјално се уште трае. Како што забележавме на терен, најверојатно засега ќе се додаде одредена количина на песок за порамнување на онаа земјена површина што е до самиот асфалт, за да се изнајде алтернатива, некој начин, возилата да го преминуваат овој одрон и патната делница да се пушти во употреба. А што конкретно ќе се направи од страна на надлежните и засегнати институции, останува нивните експертски екипи да направат проценка како да дејствуваат и времето да покаже што ќе се случи.